се селиме во собранието на Македонијата, мој колешката Весна, а денеска разговара со Арта Билали Зендели, член на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените, тема која ја отвораме во пресред на празникот кој е наменет за борба за женските права. Весна, добро утро, повели се разговорот. Така е, Крис, ти благодарам за убавата најава. Гостина во денешниот собраниски брифинг, нели последен за оваа работна недела, е Арта Билали Зендели од редовите на ДУИ. Ќе зборуваме најпрво за помалку политички теми, од типот владата преживеа, но остана тенкото собраниско мнозинство. Па вчера председателот на собранието Тала Џафери мораше да ги презакажува предлог законите за 9 марта за да можат тие да бидат изгласани. Добро утро. Добро утро. Да. Најавата ја слушнавте, ќе разговараме малце и за жените градоначалнички, но најпрво ќе почнеме со моето прво прашање, нели ќе биде остана тенкото собраниско мнозинство. Во јавноста малце се шпекулираше дека една од причините е незадоволството во редовите на ДУИ. Дали со завчерашната седница, кога се демонстрираше нели единство и беше изгласана доверба на владата, овие проблеми во ДУИ се решија? Што се однесува до тенкото собраниско или парламентарно мнозинство, мислам дека во парламентарното компаративно искуство со систем како што е нашиот, споредбено гледано има многу други земји кои што имаат вака тенко мнозинство или не е тенко, туку е кнап или онолку колку што е потребно за да се избира владата и да се издржи владата. Во случај како завчера да може парламентот или собранието да гласа за доверба на владата и мислам дека тоа е тренд и во многу поразвиени земји. Ние имаме 62 пратеници, значи плюс еден од тоа што е потребно за избор и за издржување на владата. Фактот дека понекогаш поминува расправата за закони на собраниска седница и се презакажува гласањето, тоа е во согласност со деловникот и во тоа не гледам ништо спорно што го прави председателот на собранието. Тоа е предвидено во самиот деловник. Ако завршува расправата, може да закаже ден и час кога ќе се врши гласањето и кога ќе пристапиме кон гласање, нема веќе право на збор никој, туку веднаш се пристапува кон гласање на законот. ДУИ е релативно долго на политичката сцена и уште повеќе релативно долго и на власт во политичката сцена и фактот дека имаме поинакви размислувања, само мислам дека ги покажува вистинските демократски вредности внатре во партијата. Да, не сме истомисленици, и ако сме во истата партија, тоа не значи дека треба да бидеме истомисленици во демократски плурализам и во 21. век, и ако сме во иста партија, ние имаме право апсолутно да размислуваме поинаку за одредени прашања и освен што размислуваме поинаку, еве се гледа дека во ДУИ одредени луѓе, влијателни луѓе имаат право и тоа јавно да го покажуваат и мислам дека тоа е само знак за демократските вредности внатре во партијата. На во овој момент битно мислам дека е што тие поинакви размислувања не беа толку остри за да ја загрозат довербата на владата и пак се покажа дека од 15 пратеници, ако го сметаме и председателот на собранието како наш пратеник, 15 бевме таму за гласање на доверба на владата. Така е, но сега се отвара друг проблем, например, според владачкото мнозинство или собраниско мнозинство, во разговорите што ги има со нив, велата дека според деловникот, нели повикувајќи се на еден член, дека во наредните 3 месеци не може да се повтори на гласање за доверба на владата. Од друга страна, пак опозицијата вели, нели не доверба на владата, може да покренат во секој оној момент кога ќе соберат 61 пратенички глас. Какво е тоа читање? Кој треба да го прочита правилно деловникот? Затоа што јас ги читав овие закони, па никако може да се сватат и вака и така. Мислам дека рокот од 90 дена е само во уставот, не е во деловникот, но тоа е обврзувачки, нема спор таму. Во уставната одредба, каде се покажува или каде се предвидува дека и председателот на владата може да бара
гласање за доверба на владата, има една запирка, продолжува дека по изгласањето на доверба на владата не може истото да се бара пред истекот на 90 дена. Има запирка, освен ако тоа го бараат мнозинството од вкупниот број на пратеници. И сега ве молам, ако сакаме да сме објективни, таму не пишува дека од владеачкото мнозинство. Мнозинство кој се? Мнозинство се сите, ние сите сме еднакви пратеници. И мислам дека оваа одредба треба да се толкува во правец на тоа што во рок од 90 дена нема да може председателот на владата да бара доверба и нема да можат 20 пратеници кои што исто така можност за поднесување барање за доверба на владата да поднесуваат барање. Но ако во одреден момент се постигнува мнозинство од вкупниот број на пратеници, тоест 61 пратеник, мислам дека уставната одредба дава таква можност да може тоа и да се бара пред да поминат 90 дена, затоа што е на истиот став, поделено само со една запирка и продолжува со зборот освен, што значи дека имаме исклучок. Ако имаме 61 пратеник или мнозинство од вкупниот број на пратеници, тоа може да се направи пред да поминат 90 дена. И мислам дека токму тука е и суштината. Председателот на владата и 20 пратеници како властени лица за барање на доверба на владата пред да поминат 90 дена немаат право, но 61 според уставот, ако сме објективни, и можат. Можат. Те преминам на моето трето прашање. Ја читав вашата биографија, навистина импозантна. Вие сте доктор на науки, потоа членувате во неколку собраниски комисии кои се поврзани со европските прашања. Например, вие сте член, заменик председател на Комисијата за европски прашања, потоа член на Комисијата за надворешна политика, заменик член на Националниот совет за евроинтеграција, но вие сте и член на делегацијата на Македонското собрание во парламентарното собрание на Советот на Европа. Вистински соговорник за оние европски прашања кои во последно време се популарни на македонската политичка сцена, односно македонско-бугарските односи. Моето прашање ќе биде: дали Европската унија ќе ги држи затворени портите за Македонија се додека не се решат проблемите со Бугарија, што значи дали ќе ги подигне многу високо овие билатерални прашања што за сите останати земји членки кандидатки за членство во Европската унија не биле примерни? Мислам дека билатералните односи меѓу Македонија и Бугарија треба да се решаваат во согласност или во склоп на договорот за добрососедство од 2017 година. Преговарачкиот процес е процес кој што пред се ги подготвува земјите кандидатки во однос на подготовка за економските, политичките и легислативните критериуми, исполнување на овие критериуми за членство во Европската унија. Прашањето со Бугарија мислам дека треба да се решава во однос на договорот за добрососедство, бидејќи мислам дека Европската унија немаше да биде унија ако наметнуваше истомисленици или исти мислења и во однос на другите држави, во однос на историјата. На Европската унија треба да ја биде јасно дека ние немаме и не гледаме друга алтернатива и се надевам дека ќе издржиме уште малку, па по изборниот процес во Бугарија ќе видиме како ќе се одвиваат и работите и реториката како ќе биде, затоа што ние имаме договор признаен од меѓународната заедница за добрососедство со Бугарија и мислам дека тие билатерални прашања треба да бидат во склоп на тој договор и ние треба да го почитуваме договорот за добрососедство. И ние и Бугарија немаме друг начин за решавање на билатералните односи надвор од договорот, затоа што договорот е обврзувачки. Денеска во собранието имаме комисија за еднакви можности за правата и жените. Да, накратко би ве прашала, тамо е извештајот, но овој извештај ќе го поврзам со локалните избори. Какви се, бидејќи самата комисија тој наслов го има, каков е односот на ДУИ кон кандидатките жени градоначалнички?
Па, односот на ДУИ реално не се разликува многу и од односот на другите политички партии. Гледаме дека жените како градоначалнички се многу малку застапени и во другите политички партии во ДУИ. За среќа ние најголемата урбана општина која што сме сигурни дека ја добиваме или сме биле сигурни дека ќе ја добиеме, сме имале доблест и можност 2 пати да кандидираме или да номинираме жена и со таа жена сме издвоиле победа во таа општина. Сега останува да се види како ќе оди процесот во текот на овие локални избори. Иако мислам дека Изборниот законник дали може тука нешто да помогне да се изведи? Иако знаеме дека малце е тешко бидејќи локалните избори се барем првиот круг, односно за градоначалник, не за советници, е според мнозинскиот систем се кандидира еден. Тоа е бидејќи и предизборниот процес за локални избори секогаш партиите, зрелите партии спроведуваат анкети. И сега мислам дека партиите не можат да ризикуваат само за да кандидираат жена, да го тргнат кандидатот кој што покажува дека има најголема доверба кај членството или кај граѓаните на таа општина. И ова е некако како нож со 2 острици. Ако ние се избориме или се трудиме за по секоја цена да имаме измени во изборниот законник во однос на, да кажем, например, секоја партија да номинира 40% од кандидатите да се жени. Дали тоа значи дека на некоја партија ќе ја принудиме да губи некоја општина само затоа што мора да кандидира жена, а анкетите покажуваат дека победува со маж. Мислам дека ова е процес кој што бара претходно жените да се вклучуваат во другите политички збиднувања, да постигнаат одреден авторитет, да бидат примамливи за граѓаните во смисла и да им веруваат граѓаните дека тие можат да работат и можат да се успешни, можат да ги земат предвид барањата на граѓаните. И тогаш, кога ќе се измени овој менталитет од долу, мислам дека ќе биде многу полесно да кандидираме жена. За самите партии ќе биде и многу целисходно да кандидираат жени. Ние сега од скоро ги имаме квотите и знаеме дека и состојбата, например, во собранието порано не беше како што е сега. Сега имаме многу повеќе жени. Квотите, мислам дека на еден среден рок ќе даваат резултати во тој правец, за да имаме повеќе активни жени во политиката и кои што, например, од министерска позиција, од председател на општински совет, од пратеник, можат да се кандидираат во општината со тоа што ќе имат и поддршка кај граѓаните. Граѓаните ќе ги знаат. Битно е граѓаните да ги знаат тие жени во политиката. Така е, навистина интересен соговорник ми бевте во овој собраниски брифинг. Ви благодарам за разговорот. Студио, ова беше пратеничката одредување на ДУИ Арта Билизендели.